Добро вечер, драги гледачи. Денеска ќе зборуваме за еден од највеличенствените, но и доста стресен дел од животот на секоја жена, а тоа е планираната, односно посакуваната бременост. Тоа е една среќна и восхитувачка авантура резервирана само за жените, односно нивна круна на креативното искуство во тек на животот, без разлика дали е остварено по сексуален однос или со асистирана репродуктивна технологија. Но посакуваното забременување понекогаш е предизвик и за жената и за брачниот, односно животниот партнер. Останете со нас и во продолжение ќе ги дознаете принципите на вештачкото оплодување и кои се препораките за уреден тек на бременоста. Женскиот репродуктивен систем се состои од два основни делови – утерус или матка и чифт јајчници. Матката е мускулен орган во форма на крушка. Основната функција му е да го прифати оплоденото јајце, што ќе се всади на внатрешната обвивка и ќе му овозможи исхрана преку крвните садови што се развиваат специјално за таа прилика. Јајчниците се со овална форма, долги околу 4 см, сместени лево и десно од матката, а блиску до надворешниот зид од долниот дел на стомакот. Нивната примарна улога е да создаваат јајцеви клетки и да лачат хормони кои ги дефинираат половите карактеристики на жената. Во плодниот животен период на жената вкупно созреваат околу 400 до 500 јајца клетки во јајниците, кои во тек на месечниот менструален циклус преку јајцеводите по една се исфрла во матката. Во јајчникот се создаваат и од него се лачат и женските полови хормони, естрогени и прогестерони, но и 50% од вкупното количество тестостерон кај жените. Синтезата и нивото на половите хормони се строго поврзани со плодниот период и менструалниот циклус на жената. Освен во јајниците, овие хормони се создаваат и во постелката за време на бременоста, а во помали количества и во надбобрежните жлезди, црниот дроб, дојките и масното ткиво. Основните женски полови хормони се естрогените. Тие имаат долга еволутивна историја затоа што се присутни кај некои инсекти. Кај жените што се во репродуктивен период, а не се бремени, постојат три типа естрогени хормони, од кои најдоминантен е бета-естрадилот или скратено означен како E2, кој во известно количество го има и кај мажите. Друг важен женски полов хормон е прогестеронот што се лачи во големо количество за време на втората половина од менструалниот циклус. Преку низа функции и биохемиски процеси, женските полови хормони ги одредуваат сексуалните карактеристики, учествуваат во метаболизмот и влијаат на органи и органски системи. Кај мажите пак сексуалните карактеристики и плодноста се поврзани со градбата и функцијата на тестисот. Тоа е парен орган со овална форма, со просечна должина од околу 4 до 5 см, примерно лоциран во стомачната шуплина, кој вообичаено се спушта во скроталната кеса до првата година од животот. Ткивото е поделено на околу 250 мали резени. Тие се состојат од семени каналчиња каде се создаваат сперматозоидите и меѓупростор каде во најголема мерка се создава и лачи тестостерон, но исто така и естроген во многу мало количество. Тестостеронот е основниот машки полов хормон. Двете главни биолошки функции што опфаќаат бројни активности и процеси во себе се: развој, односно контрола на машките полови карактеристики и потекнување на градбата на мускулна маса, тоест обезбедување енергија за животните процеси. Сперматозоидот е репродуктивната клетка кај мажите. Тој се состои од глава во која е сместен наследниот материјал, среден дел во кој се создава енергијата потребна за движење и опавче кој овозможува негово движење и оплодување на јајцевата клетка. За да се обезбедат услови за преживување по излегувањето од тестисите, тие се наоѓаат во течна средина, така наречена семена течност. Вообичаено се витални 3 дена, но во поволна средина може да опстојат и до 1 недела. Создавањето на нов организам се случува преку оплодување, односно спојување на јајцето од жената и сперматозоидот од мажот. Вообичаено само една од повеќе милиони спермиуми го оплодува јајцето. Тоа настанува со навлегување на главата од сперматозоидот преку мембраната на јајцето со помош на ензими и меѓусебно поврзување на генетскиот материјал од нив. Полот на плодот е преодреден од сексуалниот хромозом што се наоѓа во сперматозоидот. По природен пат тоа вообичаено се случува во проширениот дел од јајцеводите. По вештачки пат оплодувањето се одвива во лабораторија и така оплоденото јајце се вметнува во матката на жената, каде продолжува вообичаениот развој.
Гости на вечерашнава емисија е доктор Боби Лазаревски, специјалист гинеколог од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Лазаревски, добро вечер и повелете. Добро вечер. На почеток да ве прашам, што е тоа стерилитет и кои се критериумите за поставување една таква, да кажеме, диагноза? Да. Па под стерилитет или уште поточно инфертилитет се подразбира кога еден пар во својот сексуален живот не постигнува бременост најмалку 1 до 2 години во одреден период од својот сексуален живот без користење на контрацепција. Сега тоа веќе тоа е една стара, как да парафразираме, на стара дефиниција. Сега тој поиме е многу проширен затоа што веќе може да се означи на оние жени што немаат партнерот, сакаат да раѓаат и така натаму. Да, стерилитет е повеќе апсолутен поим. Значи, под стерилитет се подразбира дека некој, дали е тоа маж или жена, е апсолутно стерилен. Во минатото можеше да се каже за некои диагнози дека постои такво нешто, меѓутоа денеска се знае дека фактички со најновиве методи на асистирана репродукција, кои вклучуваат и донација на сперматозоиди и јајцеклетки, и сурогација на матки и така натаму, да скоро не постои жена што не може да остане бремена, односно пар кој не може да постигне дете. Значи, ние стерилитетот го најлесна подела да сватат и гледачите е да го поделиме на 3 дела, односно 3 суштински причини. Едниот е машки фактор, односно андролошки, кој едноставно се одредува спермограм, обично мажот дава сперма и на база на морфологијата, бројот на сперматозоидите во милилитар, квалитетот, брзината и така натаму, тие параметри се одредуваат дали е тој причината или не. Така да потребно е минимум 3 спермограма со разлика од најмалку месец дена, и ако се сите 3 лоши, тогаш се разбира се работи за машки фактор. Вториот фактор е функционирањето на жената, односно нејзината репродуктивна моќ. Како таа функционира репродуктивно? Значи, дали има овулација, каков е квалитетот на овулацијата, каков е хормонскиот статус, придружните хормони кои се многу битни, како што се штитната жлезда, дали има пореметување метаболни и така натаму. Значи, нејзината функција, нејзиниот метаболизам како една целина. И третиот фактор, кој е можеби најзастапен, е оној анатомски, односно морфолошки, односно изгледот и квалитетот на гениталните органи кај жената. Каква е матката, кој квалитет има, дали продуцира доволно добар ендометриум кој ќе го храни, кој ќе ја храни и оплодената јајна клетка, дали нема некои аномалии, придружни заболувања, воспаленија, дали се јајцеводите проводни, каква е нивната проводност, какав е соодносот помеѓу јајцеводите и јајниците. И сето тоа прави една целина која ние сите овие 3 клучни фактори ги испитуваме за да откриеме која е причината и зошто жената во одреден период од својот живот не може да забремени. И сега се утврдува дека постои невозможност за забременување и која е терапевската постапка, односно интервенцијата за овозможување и одржување на бременост. Значи, терапијата е строго поврзана со причинските фактори. Значи, тоа постои комплетно си одговара тоа. Ако ние откриеме дека навистина има проблем кај мажот, тој мажот не е многу изразен, не е тој фактор изразен многу. Може да се обидеме со обработка на сперма, со давање на некоја терапија, во некој случај хормонска, некогаш на природна база, да го подобриме тоа, а можеме да направиме и обработка на таа сперма максимално, да и концентрираме добрите и квалитетни сперматозоиди, да направиме инсеминација во еден клучен момент кога се случува овулацијата кај жената. Меѓутоа, ако е тој фактор многу тежок, многу изразен, значи процентот на подвижни сперматозоиди, процентот на квалитетни сперматозоиди, бројот е толку мал што е невозможно да со никако така да дојде до забременување по природен пат или по инсеминација, онда правиме вештачко оплодување. Во случај кога нема уопште сперматозоиди кај мажот, значи правиме биопсија на тестисите, ако најдеме сперматозоиди, ги замрзнуваме и после жената ја припремаме за инвитро вонтелесно оплодување. Исто така, исто и кај жената. Значи, ако е некој фактор околу овулацијата или некој хормонски дисбаланс, го решаваме тој многу брзо, жената станува бремена.
Ако има анатомска пречка некоја која е решлива, правиме хистероскопија, лапароскопија, решаваме таа. Една од најчестите причини се разбира ендометриозата, која исто така успешно се третира лапароскопски. Меѓутоа и покрај сите тие интервенции повторно може да дојде до неможност за забременување, односно нема да забремени жената и повторно одиме на тие асистирани репродуктивни техники. Што значи тоа асистирана репродуктивна техника? Значи прво да кажеме дека огромен број пациентки од тој кампус на инфертилни парови, огромен број забременуваат и некогаш е доволно само осигурување дека е се во ред, еден пријатен збор да се каже што е, можеби греши ова, можеби промена на лајфстајлот, некогаш малку диета, малку поздрава кај кај мажот, малку исто така промена на животниот стил, прекине пушење, поздрава храна и така натаму. Некогаш е тоа доволно. Една од најчестите причини кај жената за функционално пореметување, односно метаболно и ановулаторно, е синдромот на полицистични јајници. Одма се оди на лекарство, одма даваат стимулатори, а доволно е само да го промени животниот стил, да седне да ослаби 5-10 кг, да јаде здрава храна, малце да се бави со фитнес, спорт и така натаму, и одлични се резултатите. Па тоа што треба да се мисли на некои од другите методи на лекување. И од вашето долгогодишно искуство, кој е, да кажеме, процентот на успешност на сите овие? Да, процентот на успешност постепено расте. Тоа е благодарение повеќе на ембриолошките работи, на усовршувањето на медиумите што ги хранат ембрионите, на усовршување на техниките во инкубаторите и во ембриолошките техники. Така да, тој сега може да се каже дека е околу 50%. Значи, еден пар го зборувам за неселектирани. Статистиката е наука, чудна наука. Значи, вие за тој што ќе успее 100%, за тој што нема да успее 0%, нели? Меѓутоа, неселектирани случаи, кога не кажуваме колку е возраст на жената, колку е возраст мажот, каква патологија има некои патологии што потешко успева, некои патологии што не успева. Речеме, ендометриозата е таква што и вонтелесно помале процентот на успех. Да. Најмногу е возраста на жената. Значи, возраста е еден од клучните фактори. Значи, ако земеме сите ние добри центри во светот, се вклучуваме и нашата дека е добра, кој што статистиките се тука, негде околу 50% од првиот пат. Ако земеме кумулативниот ефект, се рачуна 5-6 пати е кумулативно, негде околу 90%. Сепак 10% парови нема да успеат, кои имаат права индикација за овие техники. Да. За жал, се уште нема. Јас се надевам дека во иднина со оваквите методи на подобрување, еве сега веќе почна и трансплантации во Шведска успешни на матки, почна и некои други методологии кај што може да се аутотрансплантации, трансплантации на јајници и така натаму, каде што со време ќе се зголеми репродуктивниот потенцијал на жената, воопшто на парот, а со тоа се разбира и на средината, на општеството. Пред малку спомнавте интервенции во животот, во животниот стил за подобрување на плодноста. Дали постојат некои алтернативни методи базирани на докази што можат да помогнат во решавање на овој проблем? Зашто нели двојките што не можат да имаат деца се обидуваат на разноразни начини? Се разбира, од секогаш било тоа. Значи, од кога постои векот, постоели тие алтернативни праци, некои се, јас сум еден од ретките доктори, може да се каже, кои ги поддржувам сите алтернативни методи, докажани на медицина, како што е акупунктурата, старата кинеска медицина базирана на чаеви и така натаму, и јас лично сум се уверил дека тоа помага. Иако не го знам точно кој е тој ефект и како тоа делува, и тоа сум видел фантастични резултати. Дури и самата вера многу пати помага. Така да, желбата за дете не познава конфесионални граници, ниту пак некои други. Сепак, мислам дека основно за све животниот стил, значи начинот на живење. Денеска ние живееме во стресно време, никогаш не било толку стресно, порано немале такви проблеми. Самиот стрес овозможува многу функционални промени, поготово кај жената. Јас сум сведок на све почесто млади жени да одат во
перименопауза, односно менопауза под 30 години, губат менструација. Тоа е свесиот данок на овој начин на живење, на стресот. Меѓутоа, тоа прашање на овие жени што се повеќе и на жената сега раѓа све покасно. Значи, тоа е уште еден клучен фактор. Жената сега сака да раѓа кога ќе се среди. Многу е нив, веројатно нега познале 30 година. Па да, 40 веќе, сака има амбиции, денесните жени се повеќе амбициозни, сака да си паралелно со мажите напредуваат во кариерата и што е за оправдување, нели? Сега постои еден тренд во светот, баш ради овие причини, прво што повеќе ги има овие млади жени што имаат функционални пореметувања кои се трајни и жената сака да раѓа покасно. Јас бев на едно советување во Даблин пред 4-5 години, една конференција каде што по ова прашање се дискутираше и се постави прашање пошто се повеќе жени сакаат да си ги замрзнат твоите јајни клетки. Што е тренд во Америка, веќе секоја втора бизнисменка ги замрзнува на своји 28, 30, 32 години јајните клетки и ќе одлучи да раѓа на 50 години, да речем. Дилемата тука е многу етичка дилема две работи се. Прво, кога да ги замрзне? Значи, може ли да дојде пациент на 25 години и да рече, јас сакам да ги замрзнам, веќе може би утре на 26 се може така. Да. Значи, кога? Значи, прифатено е негде 34-35 години кога се уште функционира денес. И второто клучно прашање, може би најважно прашање, до кога да се чува? Значи, тоа се етички прашања и уште нема одговор на нив. Почитувани гледачи, сега би можеле да го видиме првиот прилог од воведниот блок на вечерашнава емисија, поврзан со стерилноста. Па, нашето искуство со стерилитетот не е многу различно од другите брачни парови што го имаат. Знаете, секогаш нели најголемата желба е кога после стапувањето во брак да имате дете. Меѓутоа, после 2 години од бракот, кога видовме дека не можеме нели да имаме дете, почнавме со медицинските испитувања. Значи се обративме на гинеколог и првен почна испитувањата кај мене. Значи се направија сите прегледи, сите контроли. Добивме некои резултати дека се е во ред и после почнавме со испитувањата на сопругот. Кога стигнаа резултатите и од кај сопругот, се установи дека фактички имаме проблем, односно кај нас проблемот беше машкиот стерилитет. Па видете, тоа е секако голем шок најпрво, кој ќе ги добиете резултатите од тие испитувања и кој ќе сватите дека проблемот е кај вас. Меѓутоа, најбитно е да во целата таа ситуација, најбитно е да се разбере дека има решение за секој проблем и дека е многу битна поддршката, најпрво значи, од сопругата, потоа многу помош може да се добие значи, од стручните лица, но сепак многу е битна поддршката и од семејството, од сопругата, исто така и од докторите кои што со своите совети многу помагаат за да се надмине овој проблем, затоа што постојат и различни терапии, и различни средства кои што може да помогнат да се надмине овој проблем. Меѓутоа, потребни се и некои промени што треба секој да ги направи. Значи, јас морав да направам неколку жртви, односно да се остават цигарите ги остави. Мора да се внимава и на исхраната, на активноста, значи да се подобри целокупниот живот, здравствен живот и после одредено време сето тоа си дава резултати. После 2 години, значи покри тоа што сопругот направи некои отстапки, исто и јас ја намалив телесната тежина, исто почнав со физичка активност и после 2 години резултатите беа и ке сопругот и ке мене беа значително подобри. И почнавме со постапката за вештачко оплодување. Првиот обид беше неуспешен и малку се разочаравме. Потоа направивме пауза, значи имавме 1 година дена направивме пауза, па се обидовме пак. Вториот обид беше успешен, меѓутоа не доведе до крајната цел, значи беше ванматерична бременост.
Кај мене мораше да се направат и неколку интервенции. И после пак со некоја пауза од околу 10 месеци се обидовме пак и конечно го постигнавме. Ја постигнавме нашата цел. Сега имаме, значи, две прекрасни дечиња, кои што веќе имаат 4,5 години. И нашата препорака до сите млади брачни парови кои што имаат оваков проблем со стерилитетот е дека не треба да се откажуваат, а првенствено што треба да направат е стерилитетот да не го разберат како проблем. Бидејќи проблем не е проблем доколку има решение, а стерилноста, значи, во најмногу случаи има решение. Значи имате инсеминација, имате вештачко оплодување, па имате, значи, донаторство, па дури имате и како решение на проблеми посвојување на дете. Значи, доколку стерилитетот го сватите дека не е проблем, затоа што има решение, јас мислам дека сите можат да успеат и да ја постигнат својата крајна цел и да си имаат свој потомок. Доктор Лазаревски, во првиот блог говоревме за стерилноста. По успешно изведената интервенција, а може би по природен пат, жената забременува. Кои се првите знаци на бременост и како се поставува дефинитивната диагноза? Значи се разбира првиот знак на бременост е изостанок на менструација. И тоа треба да биде првиот сигнал дека жената може би е бремена, затоа што симптомите на бременост доаѓаат малку покасно, може би тек кога 7 до 10 дена ќе касни менструација. Денеска наједноставно во секоја аптека има тест за бременост, тие се многу точни и фактички веќе од 13-14 дена бременост покажуваат позитивно. Тоа треба да биде и првиот сигнал, значи секоја жена која што станува менструација треба да се направи тест за бременост. Вториот чекор е да оди на гинеколог, и тоа една недела од кога точни менструацијата, за да се види дали таа бременост е во матката, што е многу важно, затоа што има голем процент на бременности кои се вонматерични, односно ектопични, кои носат опасности и по репродуктивниот живот и по самата жена. Од кога ќе се види ова, после 2 до 3 недели од таа диагностика на бременост, првата бременост ја викаме биохемиска, затоа што е по биохемиски начин докажана, која ќе ја видиме на ехо, веќе ја викаме клиничка бременост, затоа што е докажана и со ултразвук. После тие 2-3 недели се прави уште еден контролен ултразвук, каде што се утврдува дека тој ембрион е жив, односно каде што му се утврдува фетална срцева акција. После тоа се разбира, жената си прави еднаш месечно контроли, во зависност од дали има некоја патологија пред тоа, што викаме преегзистирачки болести, дали жената претходно имала бубрежни болести, срцеви болести, диабет, се разбира диабетот основа, висок притисок и така натаму, или се работи за здрава млада жена која нормално ќе ја тера бременоста, претпоставуваме. И постои протокол. През база на тој протокол, секој гинеколог знае кој одреден момент што се прави во текот на целата бременост. И кои се оние физиолошки промени во периодот на бременоста на кои мајките, односно бремените жени, не треба да се вознемируваат многу? Па видите, од почетокот, таа фаза на транзиција, која е физиолошка, има од своји 20 на симптоми. Некои жени може да ги имаат сите, некои има само еден, некои нема никакви симптоми, воопшто се чувствува исто како што се чувствува. Најчести симптоми почетокот се поспаност, изразита поспаност, утринска мачнина, можеби придружена со 1-2-3 повраќање во текот на денот, кој све централно ради хормонските промени, трнење, главоболки и така натаму. Значи едно 10 на 15 симптоми кои се вообичаени. Тие обично постепено се намалуваат и некаде во третиот месец исчезнуваат. И тоа кај некои пациенти тоа може да е драстично изразено, дека повраќањето толку да се наруши целиот метаболен систем, да мора да се ургира со изразита парентерална исхрана, зашто може да доведе до едноставно загрозување на животот на жената, па дури да се индицира и абортус само да се спаси жената. За среќа тие се исклучително ретки. Јас првиот момент, пошто сега не се бавам со акушерство, ги следам моите пациенти до трети месец и ги препуштам на експерти што се бават со акушерство. Али првиот момент кој ќе остане бремена жената, првиот мој совет е, не е честито, него првиот мој совет е да остане како што е. Значи да не се попрени грам.
Сега тоа не може нормално. Значи, целата она поправењето на жената во суштина е околу 9 кг. Нормално. Да не стави грам масно ткиво. Нормална бременост, не патолошка, нормална бременост има 1,5 до 2 литра задршка на течност. Тоа не се отоци. Тоа мора да го има да и хормоните. Кај патолошка имаме по 20-30 кг, нели отоци. Значи, бебето е 3,5 кг, тој е 5,5 кг. Постилката е 500 грама, 6 кг. Околу пола вода е 1 литар, 7 кг, дојките по пола кило 8 кг и матката е 1 кг 9 кг. И со тие 9 кг е нормално. Се разбира, различни се советите, кај жените што се многу слаби даваме до 14 кг, кај нешто се многу дебели треба 7-8 кг да се побрат, мада тоа тешко кој го слушува тие моменти. Спомнавте уште и пред малку дека неопходна е и редовна контрола. Какви се препораките за контроли во тек на бременоста? Нормално, освен севкупното здравје, ќе се мониторира и тежината, како што рекол, да не дојде да. Порано, кога немаше оваа софистицирана технологија во акушерството, кај што е ултразвук, не знам, или во откривање и предикција, предвидување на патолошки состојби со мерење на доплери, плодови води и така натаму. Порано основно беше мерење на тежина еднаш неделно, мерење на крвен притисок. Се разбира, денеска е толку софистицирана опремата за овие што се бават со патолошка бременост, имаат посебни сертификати за ултразвук од 3 месец, ултразвук од 20 недела, ултразвук каде што точно до танчина не сме да се пропушти ни една аномалија која е видлива вака, па дури можеби у 90 и кусур % од аномалиите оние што се анатомски не може да се пропушта. Правилниот развој на бебето, поставеноста, исхраната на постелката, блудавата вода, папчената врвца, да се спречи патологијата, односно да добиеме здраво бебе. Некогаш е добро да го извадиме бебето и го има 1 кило, ама знаеме ќе се обидеме, ќе го спасиме надвор со други методи. Едно малку вака провокативно прашање. Дали за една нормална бременост, дали е подобро да се оди породувањето по природен пат, или сега се почесто и помодерно е со царски рез? Ова е многу добро прашање, затоа што мисла дека е раѓањето нешто страшно, нешто што е исклучително болно, нешто што не е добро за жената. Тоа е сосема физиолошки. Лично, јас сум за природно раѓање. И на сите жени ги советувам дека е најдобро природно раѓање. Посебно сега со овие епидурални анестезии не се ни чувствува болката или може да се модифицира да чувствува малку за да може да напне, да помогне при раѓањето и така натаму. Што би им посоветувале на идните мајки и нивните фамилии како да се подготват за породувањето? Па тоа само да се надоврзам пред тоа што го кажа. Значи породувањето е физиолошка работа. И тоа е нешто што треба жената да го очекува со радост. Има такви пациенти се уште и они се спремни за тоа и многу е битно да се психофизички спремни. За да постигнеме тоа, значи целото семејство, посебно сопругот, постојат тие така наречени заеднички вежби. И јас сум присталица на тие вежби, значи заедно да одат да го преживеат и таткото, родител, односно мажот, таткото на детето, заедно со пациентка самиот процес на раѓањето. Гледаат филмови, учат како да се однесуваат за време на породувањето. Сопругот може да присуствува и он да помогне во тоа. Се разбира, тука доста во последно време се зборува и за јогата, исто многу помага на припрема на мускулатурата за актот на раѓање, која исто така е една алтернативна метода која е прифатена во светот. Многу работи има, меѓутоа мислам дека најважното е каков е акушерот, односно како тој ја припрема и како ја води бременоста и на кој начин и дава поддршка на таа пациентка да ја свати бременоста како нешто што е многу добро, како една состојба која е навистина прекрасна, дека се носи нов живот, дека се предстои најголемото чудо на светот, раѓањето на бебе. Доктор Лазаревски, ја спомнавте јогата како алтернативна метода за зајакнување на мускулите кај жената пред породувањето. Па еве, за таа пригода ја поканивме Билјана Митрова, инструктор по јога, да ви демонстрира неколку вежби. Пеперутка. Со вдишување притиснате со нозете надоле. Со издишување отпуштате. Повторете 20 пати. Со оваа вежба ги затегнувате нозете
ги тонизирате бутините и ги правите колковите пофлексибилни. Вежба број 2. Истегнување напред главата кон коленото. Со издишување свиткајте го телото нанапред и останете со нормално дишење додека е удобно. До 2 минути на секоја нога. Со оваа вежба ги истегнувате задните мускули на нозата, ги отпуштате зглобовите на колковите. Со вдишување кренете ја главата нагоре. Со издишување истегнете го грбот нагоре. Главата надоле 10 пати. Со оваа вежба ги одржувате вратот, рамениците и кичмата. Вежба број 4. Со вдишување испружете спротивната рака и нога. Со издишување вратете ги во првобитната положба по 5 пати на секоја страна. Со оваа вежба ја одржувате кичмата, нервите на нозете и го тонизирате репродуктивниот систем. Вежба број 5. Со вдишување подигнете се, со издишување свиткајте се назад и останете додека е удобно до 3 минути. Доколку можете да ги фатите петите без да го намалите извиткувањето, направете ја таа варијанта. Делува на органите за варење и репродуктивниот систем. Доктор Лазаревски, ви благодарам за учеството во вечерашнава емисија и прекрасно водениот разговор. Ви благодарам и вас за покана. При бременост, консумирањето здрава и балансирана исхрана е поважно од било кога. Потребни се повеќе белковини, железо, калциум и фолна киселина отколку пред бременоста. Но јадењето за двајца не значи да се јаде количински 2 пати повеќе. Тоа само подразбира дека храната треба да е богата со хранливи материи наменети и за бебето. Разумни во количество и балансирани обруци се најдобри за мајката и бебето. Наголемувањето на тежината треба да е постепено во текот на бременоста со најголемо покачување во последните 3 месеци, а во рамките на препорачаната тежина. Зголемените енергетски потреби во текот на бременоста треба да го балансираат неопходниот внес на хранливи состојки и телесната тежина. Она што најмногу допринесува за надпросечно зголемување на телесната тежина во текот на бременоста се така наречените празни калории. Тоа се калориите од додадените масти и шеќери во безалкохолните пијалаци, десертите, пржената храна, сирењата, полномасното млеко и масното месо. Додатоците, односно суплементите од витамини и минерали не можат да го надоместат здравиот начин на исхрана. Најголемиот број лекари препорачуваат вакви додатоци како дополнување на здравата исхрана. Земањето суплементи им го осигурува неопходните важни хранливи материи на мајката и бебето како фолна киселина и железо. Но не претерувајте, затоа што вишокот од овие состојки може да биде штетно како за мајката, така и за детето. Бремените жени и оние што би можеле да забременат не треба да пијат никакви пијалаци што содржат алкохол. Докажано е дека пиењето и умерени количества алкохол за време на бременоста може да предизвикаат проблеми во однесувањето и развојот на бебето. Поголеми количества алкохол пак може да резултираат со сериозни последици по бебето како појава на малформации и ментална заостанатост. Дневното меню на бремената жена треба да е разнолико и во количество што ги задоволува енергетските потреби на мајката и бебето.
Разноликоста ги опфаќа сите прехранбени групи на продукти и на тој начин најдобро се обезбедуваат балансот на енергијата, неопходните хранливи состојки и правилната функција на дигестивниот систем. Така, во секојдневната исхрана треба да се вклучат следните продукти: најубаво свежи, но може и сушени, замрзнати или конзервирани без додатоци. Од зеленчук, морков, компир, тиква, спанак, брокула, келј, разни салати од темно-зелени листови, коренести зеленчуци како цвекло и репка, домати и пиперки. Од овошје да доминира диња, лубеница, слива, кајсија, портокал, грейпфрут, банана. Млеко, јогурт и кисело млеко до 1% масленост. Житарки, зрнеста храна и продукти од нив без додатоци што содржат необработени, односно нерафинирани зрна. Протеинска храна: бел граф, леќа, јатки, зрна, обезмастено месо, морски плодови и риба. Кога станува збор за рибата, треба да се избегнуваат риби што би можеле да бидат загадени со жива, како сабјарка и бакалар, а ако се конзумира бела туна, неделното количество не смее да биде повеќе од 200 грама. Ваквата разноврсна и балансирана во количество исхрана, што во најголем дел ја има во нашата држава и е финансиски прифатлива, обезбедува одличен извор на сите хранливи материи неопходни за успешна бременост и здрав развој на плодот. Почитувани гледачи, се надеваме дека заедно со нашите гости успеавме да ве охрабриме во определеноста да забремените и да станете мајка. Во периодот на тоа инспиративно и единствено патување, имајте ги нум препораките и советите од доктор Лазаревски за што по-безбедно стигнување на посакуваната цел, а тоа е лесно породување и донесување на свет едно здраво потомство. Чувството на дебелина и дадуеност трае 9 месеци, но радоста дека сте станале мајка трае вечно. Довидување до следната емисија во ово исто време. Словачка не излегува на море, но тука се Татрите,